Што би биле вие без нас двајцата, викал Александар. Сиромаси и бездомници, ке скитавте по планините со вашите мизерни стада, изложени на нападите на трајкиците, илирите и други диви племиња. Татко ми ви даде дом и добри војнички облеки наместо кожите од животни со кои што се покривавте. Тој од вас направи господари на соседните народи, ви ги отвори богатите рудници на Тракија, ви даде море за вашата трговија. Тој ги потчини под ваша власт Тесалија, Теба, Атина и Пелопонез. Тој ви даде превласт над сите хелени во војната против персиците. Ете што се ви даде мојот татко. А јас? Нели ви ги подарив сатрапиите на Мала Азија и придонесов да ги пробате плодовите на победата? Богатствата на Египет, Сирија и Вавилонија вие си ги поделивте. Трезорите на Персија и раскошот на Индија, сето тоа стана ваша собственост. Од вашите редови избрав сатрапи, војсководци и стратези. Кој дел јас го зедов од спечаленото? Освен пурпурната кралска наметка и диадемата, ништо не зедов за мене. Никој не би можел да покаже на моето богатство. И зошто за мене лично би собирал богатства? Јас, кој што јаде и спие како вас, кога ќе се најдевте во неволји и опасности, мислевте ли дека безгрижно живеев? Ако некој од вас има лузни од рани, нека ги покаже, а јас ќе му ги покажам моите. Оние меѓу вас кои се исцрпени од многуте борби, сакам да се вратат дома, за да им се восхитуваат таму и да ги почитуваат. Но вие сакате да заминете сите. Па добро, тогаш тргајте. А кога ќе пристигнете дома, раскажувајте дека вие го напуштивте вашиот крал и дека им ја оставивте на поразените варвари грижата и заштитата врз него. Врз вашиот крал кој ги стави под ваша власт мидејците, персиците и безброј други народи. Го оставивте него кој ги премина клисурите на Кавказ, реките на Азија и кој длабоко ќе навлезеше во срцето на Индија, ако вие не се откажевте од тоа. Додека ќе го раскажувате ова, должните почитувања кон мажите сигурно ќе ви бидат дадени, а вашиот расказ ќе ја посведочи почитта што им ја носите на боговите. Одете. По овие зборови тој ги оставил со нивните коментари. Следните денови Александар се однесуваше како можен да го игнорира постоењето на македонските трупи. Тие не добивале наредби. Никој не се грижел за војниците и тие биле принудени самите да се снаоѓаат. Со време, ова незаинтересираност им станала многу непријатна. Сватиле дека би било безсмислено и глупаво да се побунат против Александар и неговите азијатски трупи. Ништо не им преостанало освен да ги прифатат неговите желби. Разочарани, отишле во кралската палата. Го фрлиле оружјето и го молеле нивниот крал да им прости. Малку подоцна Александар изглегол од палатата со солзи во очите поради постапката на неговите војници. Тој се помирил со своите верни ветерани. На изморените македонски војници потоа доброволно си заминаа во нивната земја.